Но, како и секојаш и овие утрински стикови, делумно беа, првиот дел барем беа еден вид опис на разгорувањето на големата борба во последните денови, а потоа и сестра Елен Вајд незината служба, службата на пророците. И како што видовме, против кого се крева гневот на сатаната и на неговите, како велеше таму, чети или така нешто. Против оние кои што ги држат Божите заповеди. Имаше уште нешто друго што го запазив, моментот ми излезе од дум. Меѓутоа беше токму во тој контекст повторно. Значи, не можеме да избегнеме ние како Христови слуги, како оние кои што сме избрале да застанеме на вистинската страна на големата борба, не можеме да избегнеме прогонства, неволи, страдања и така натаму, како што и минатиот пат истакнавме, токму и преку овие стихови се виде. Допрва ќе се види сето тоа како што доаѓаат оние настани во последните денови, кога ќе се стега целата ситуација, поготово кога ќе биде донесен оној неделен закон и кога токму тогаш ќе бидеме на удар ние, односно Божиот народ, оние кои што тврдоглаво, според нив, се држат за Божиот закон и за таа сабота, како да е толку битна. Знаете како е битна. Значи, страдањата се неизбежни кога сте на вистинската страна од големата борба. И затоа и минатиот пат, само малку за да се надоврзам, ќе прочитам пак делови од два од цитатите. Од првото сведоштво, 78 страна, вели, нашиот учител бил страдалник, навикнат на страдање и маки, човек на болката, како што нарекува Исаија. И оние што овде со него страдаат, со него и ќе владеат. Страдањата се дел од судбината на Божиот народ, од деновите на првиот маченик Авел. Уште од тогаш страдањата се дел од судбината на Божиот народ и не може поинаку. И потоа набројува, патриарсите поднесувале неволи и страдања поради својата верност кон Бога и послушноста на неговите заповеди. Повторно таа тема. Големиот поглавар страдал заради нас, страдале апостолите, припадниците на првата христијанска црква. Страдали исто така и милиони маченици реформатори во средниот век, кои што цврсто стоеле на страната на вистината. Зошто тогаш ние би очекувале нешто поинаку? И вели, страдањата и маките се неизбежен дел од животот. И потоа вели, како би можеле ние да дојдеме покрај дрвото на животот и таму да се сретнеме со оние кои што вели таму Откровение дојдува од големите неволи, без никакви неволи, без никакви страдања во животот. Како ќе ги погледнеме во очи всушност? Дали нема да ни биде срам? Сега парафразирам оној дел од цитатот и еден друг цитат исто во првото сведоштво, 58-59 страна. Тоа всушност беше делот од првата визија на Елен Вајд, која што и Ивана прочита дел за 15 октомври беше стикот, кога Елен Вајд во визија видела како дошле пред дрвото на животот, на новата земја, и тука пришле двајца браќа, Фич и Штокман, дори ги спомнува по име или по презиме, кои што се нашле овде, но кои што претходно Господ ги заспал, значи не виделе дел од оние неволи, сега се прашувале што се поминале Елен Вајд и останатите, и овие се обиделе да се сетат на најтешките своји неволи, но, вели, во споредба со далеку позначајната и вечна слава, што не обкружува, тие изгледаат толку ништожни, толку беззначени, што едноставно не вредеше воопшто да се разговара за нив, да се спомнуваат. И извикуваат, алилуја, лесно е да се добие небото. И го цитиравме оној стих од второ послание до Коринќаните 4:17, зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. Лесна неволја, секоја неволја, би рекол, на оваа земја можеме да ја оцениме како лесна и како беззначена. Кога ќе
се најдеме таму, дај Боже да се најдеме, кога ќе погледнеме наназад, едноставно така ќе гледаме. Како што знаете, денеска како старееме и си викаме, повеќето викаат, јас тоа не го викам, не знам зашто така, луѓето имаат таков впечаток, кога летнаа годините, значи кога поминаа години. Мене не ми летаа, дури и првата песна, мислам дека која почнавме да ја пееме, пробав без наочари и тоа е во скоро живот мине, баш оној стих, ред од строфата, и јас го прочитав, споро живот мине, дори така го испеав и после се коригирав кога слушнав како пеет. Кој како си го живее животот, така ќе си пее. Тоа ми беше муабето, значи, кога ќе погледнеме наназад, ќе сватиме дека сите тие неволи биле на вистина ништо во споредба со оно што не очекува. И замислете, дури еве, не знам како сакате земете, значи, не знам, сте поминале со години во неволја, во болести, така натаму. Што е тоа во споредба со милионите, бескрајните милиони на години кои што ќе ги живееме во вечноста? Ништо. Беззначајно на вистина. Сега, ќе видиме и уште еден аспект, постои уште еден одговор, всушност, зашто Бог дозволува страдања за праведниците, значи за оние кои што го следат Бога, а сепак доживуваат страдања. Уште еден аспект, значи, Исус не повикува само за да дојдеме кај Него и да, каејки се, примеме прошка за гревовите и спасение. Тука и за нешто друго. Сеќавате како завршува Евангелието по Матеј со Христовиот налог. Одете и проповедајте. Значи, Исус и не повикува од овој свет да дојдеме кај Него, но и да не употреби во Неговата служба. Неверојатно е колку може Господ да не употреби доколку пострадаме во нашиот живот, колку ли ќе им се најдеме на луѓето кои што ќе се најдат во слични или било какви страдања. Еве како Исус го објавил почетокот на својата служба. Во Лука 4 глава, оние познати стихови, кога цитира Исаија во синагогата, 4 глава, 18-19 стих вели: Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им соопштам радосна вест на бедните, ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова. Ова е најавата на неговата служба. Што е со нас денес? Зарем денес нема заробени, слепи, напатени, бедни луѓе околу нас? Некој треба да ги охрабри, некој треба да ги мотивира тие луѓе, да им даде искрена надеж и на живот. Сите ние сме сведоци, верувам дека нема поголема радост кога ќе успееме да му помогнеме некому, значи да го охрабриме, макар и да го сослушате. Некојаш е доволно човек и да го сослушате, кој ќе ви ги каже своите маки, кој ќе исподели со вас. Кога ќе научиме правилно како да гледаме на страдањата и зошто Господ ги дозволува во нашиот живот, ние тогаш и текако можеме да им се најдеме на другите во нивните страдања. Тоа е дел од службата, всушност. Знаете, џабе народот не рекол прашај паталец, а не гаталец. Највеќе може да ви помогне некој кој што поменал низ слични страдања, патешествија, низ животот. Отворете во второ послание до Коринќаните, 1 глава, ќе читаме од 3 до 5 стих, прекрасни стихови. Второ послание до Коринќаните, 1 глава, од 3 до 5. Вели: благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на милосрдноста и Бог на секоја утеха. Тој не утешува при секоја наша неволја,
Та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја со онаа утеха со која Бог не утешува нас самите. Интересно е што Павле овде вели дека Господ не утешува при секоја наша неволја. Господ сочувствува со нас. Тоа ќе го видиме на крајот од ова наше последно предавање, ќе речем, во контекст на оваа тема за страдањата. Значи, тој не утешува при секоја наша неволја, та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја со онаа утеха со која Бог не утешува нас самите. Зашто како што изобилуваат Христовите страдања во нас, така изобилува и утехата наша преку Христос. И денеска, поготово Светиот Дух е тој кој што ја врши таа работа, нели, утешителот. И навистина е драгоцено, знаете, поинекој кога ќе се најдете со некого, некој страдалник, нешто му се случило во животот и сега вие немате поим, значи што е тоа, не сте поминале, и вака само ќе го гледате со подзината уста, можеби што ќе можете, само единствено да го сослушате и што би можеле да му порачате или да го храбрите. Да, нормално е, ќе најдете некој стих, има начин како, меѓутоа не можете така, на тој начин квалитетно да му помогнете ако во случај ако вие сте веќе го поминале тој пат. Затоа Исус е тој кој што највеќе не разбира. Затоа Исус дошол во грешна човечка природа, па поминал ни сите искушенија, во се бил искушен како и ние. Затоа може и да не утеши, затоа што не разбира во се. Каква славна служба буквално, каква огромна служба се отвора пред нас во таква една ситуација кога ние сме поминале ни страдање во животот. И колку можеме да им се најдеме на луѓето кои што се наоѓаат во слични некои околности и како можеме да допреме, односно Господ преку нас да допре до нивните срца. Дури самите ние се храбриме преку примери на страдалници кои што можат да не, значи, и да не охрабрат и да не мотивираат од Библијата. Еве да отвориме во Евреите 11 глава. Тоа се великаните на верата, меѓутоа сите на некој начин пострадале, ако читате таму. Ја би читал, значи знаете, ги реди таму писателот на ова послание и за секого по некој збор повеќе и сега доаѓаме до 32 стих, па ќе читам до 37 кај што вели и што уште да кажам, зашто нека имам доволно време да кажувам. И сега пак продолжува за Гедеон, за Варак, за Самсон, Јефтај, за Давид, за Самуил и за другите пророци, кои преку вера победија царства, вршија правда, добија ветувања, затворија усти на лавови. Угаснаа огнена сила, ја избегнаа острицата на мечот, од немотни станаа крепки, станаа силни во војна, прогонија туги војски, жени примија своји умрени воскреснати, други пак беа мачени и не прифатија да бидат ослободени. Веројатно им нуделе, кој знае што, да се откажат од верата, но не прифатиле, за да добијат подобро воскресение. А други принесува подигрување и камшикување, па дури и окови и затвор. И сега е посебно интересен 37 стих. Со камења беа убивани, со пили сечени, неискушенија подложувани, умираа убивани со меч, скитаа во овчи и кози, кожи во сиромаштија, во маки, во срам. И така натаму, и така натаму. Ве мотивира ли ова? Може ли да ве мотивира сето ова кога го читате за некого, кога вие се наоѓате во некоја ситуација и допрва верните Христови следбеници ќе се најдат, може би, во слични ситуации. Да го разгледаме сега случајот со првиот христијански маченик, првиот христијанин маченик, Стефан, како неговото држење и како сето оно што се случувало околу неговото погубување ќе делува на еден млад човек тогаш, за да подоцна и се обрати и стане еден од најголемите Христови поборници. Читам првен дела 6.15, знаете додека тој ја проповедал на негова проповед. Сите собрани во Синедрионот, вели дела 6.15, тогаш сите што беа во Синедрионот го вперија погледот во него и видува дека лицето него му беше како лице на ангел.
како да гледа ангел. Какво држење, достоинствено. И сега во 7 глава од Дела, непосредно пред да го каменуваат, што се случува овде. Тој е достоинствен, мирен, како лицен ангел, слично како е Исус, кога пред да биде погубен или за време на судењето негово. Од 55 стих читам во Дела 7 глава, а Стефан исполнет со Дух Свети, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. Господ му го отворил небото за да го охрабри. И рече, вели Стефан, еве ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Но тие извика луѓето што беа собрани со висок глас, ги затворија ушите своји еднодушно се нафрли на него, не сакаат ни да го слушаат. Нешто слично читавме, нели, во стиховите, какви времења идат, какви прогонства го очекуваат Божиот народ. Но тие извика со силен глас, ги затворија ушите своји еднодушно се нафрли на него и откако го изведоа надвор од градот почнаа на него да фрлаат камења, а сведоците ги оставија лиштата своји пред нозете на едно момче по име Савле. Савле од овој момент го прогонувало се тоа. Не можел да го избрише од дом. Ето, ова е печатлива сцена. Веројатно сите ние сме доживели нешто во животот што никогаш не можеме да заборавиме, да го избришеме. Постојано ни се навраќа. Го каменуваат, го гледа неговото држење, ги слуша неговите зборови, ги ставаат алиштата во неговите раце, пред нозете негови всушност, и вели, доека фрлаа камења врз Стефан, тој повикуваше и велеше, Господи Исусе, прими го духот мој, потоа падна на колена и извика со висок глас, Господи, не прима им го ова за греф. И што му рече, тоа почина. Савле ова не можел да го избрише од глава. И потоа само му доаѓа оној момент, знаете, на патот кон Дамаск, онаа средба со Исуса, како момент кога сите коцки едноставно му се споили и едноставно се преобратил. Застанал на страната на оној кого што го гонел и кои што ги гонел, учениците Христови. Видите какво влијание тоа имало врз него, држењето на Стефан и се тоа што се случувало околу неговото погубување. Значи, така мнозина преку страдањата на други биваат мотивирани. Всушност, пролеаната крв на Христовите слуги станува семе за да се родат нови Христови следбеници. Вели во Дела апостолски книгата на Елен Вајд 465 страна цитатот: Во неволите душите можат да се придобијат за Христа со кротост, исто толку колку и со смелоста и храброста во отворена борба. Христијанинот, кој е полн со трпение и со ведрина за време на неволите и страдањата, кој дури и смртта ја пречекува во мир и спокојство на непоколеблива вера, може за Евангелието да стори многу повеќе отколку верно да работел во текот на целиот свој живот. Какво тоа влијание има врз душите? Тоа држење, тоа мирно и спокојно очекување и на смртта. Дури, или се кажате, сме читале голема борба сите, какво било држењето на Јан Хус, на Јероним, на многу останати други. Мене посебно фасцинира Мартин Лутер, значи во онаа одбрана негова, како се држи. Меѓутоа и тоа негово држење, храбро држење, вели исто е и како оној кој што страда, е на постела, можеби пред смрт, влева, значи, такво спокојство и непоколеблива вера и кај вас самите, гледајќи го тоа пред ваши очи. Често се случува токму тогаш кога Божиот слуга ќе се повлече од активна служба. Значи, заради болест, заради било што, таинственото провидение на кое ние во нашата кратковидост се плачеме, може да изврши дело кое на друг начин никогаш не би се извршило. Кога не е веќе во можност отворено и активно да работи за Бога и за неговата вистина, Христовиот следбеник
не смее да смета дека нема веќе никаква должност што би можел да ја извршува, ниту пак награда што би можел да си ја обезбеди. Вистинските Христови сведоци никогаш не се оставени на страна. Значи Господ работи преку нив. Не знам во каква ситуација да се. Додека се здрави или болни, живи или умрени дури. Бог секојаш ги употребува. Речете како може да употреби мртов човек. Преку неговите дела, преку сето она што тој го живеел, остануваат неговите зборови, неговите дела. Кога Христовите слуги биле прогонувани под дејство на лукавствата на сатаната и кога нивната работа била попречувана, кога ги фрлале во затвори, кога ги влечеле на губилишта или ги врзувале на справи за мачење, сето тоа се случувало со цел вистината да извојува уште поголема победа. Гледате зошто некојаш Господ дозволува исто вакви сцени, вакви страдања. Кога тој што ќе пострада и ќе умре, преку него вистината ќе извојува уште поголема победа, Господ ќе дозволи тоа, затоа што негова крајна цел е и спасението и на останатите. Кога тој веќе е спасен и сигурен, треба да се спасат и мнозина други. Сите тие верници го запечатиле своето сведоштво со собствена крв. Душите кои дотогаш се сомневали и живееле во неизвестност, се зацврстиле во Христовата вера и храбро застанале негова страна. Од пепелта на мачениците никнала обилна жетва на ново обратени души. Мене ме фасцинира, така ми текнува сега, на Ник Вујчич. Сеќавате, нели го знаете него? Без разлика што исповеда и како верува, меѓутоа таа негова верба, таа негова сила, колку многу луѓе мотивира. Човек без раци и без нозе, а со таква надеж, со таква сила, желба за живот. И навистина, човек кој што поминува низ одредени страдања и те како силен впечаток, а тоа го поднесува нормално со вера и е до крај останува верата, и те како силен впечаток остава врз останатите. Што може да има судбоносен ефект врз некого. А ни сето тоа Господ е тука со нас и сочувствува со нас. Во Матеј 1 глава, уште кога се најавува раѓањето на Синот човечки, Матеј 1 глава 21-23 вели, таа ќе роди, значи Марија, таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, што значи што? Што значи Исус? Спасител. Зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. А сето тоа стана за да се исполни оно што Господ го рече преку пророкот, кој вели, ете, девица ќе зачне ќе роди син и ќе го наречат покрај Исус, името ќе му биде Исус, меѓутоа ќе го наречат и уште и Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. Господ Исус носи таков назив Емануел, Бог со нас. Стариот завет, светињето, зошто било? Бог за да пребива меѓу својот народ. Значи Бог постојано ни укажува на тоа дека сака да биде со нас и е со нас во сите наши страдања, во се што поминуваме во животот. Значи Бог е тој кој што дојде да не спаси, или неговиот син, но не треба да забораваме дека и во целиот тој процес на наше спасување всушност е со нас. Секојаш со нас, Емануел. Не го губите тоа од вид. Исаја 63:9. Многу убав стих, Исаја 63:9. Во сите нивни тешкоти тој ги сожалуваше и ангел на неговата присутност ги избавуваше. Поради својата љубов и сомилост самиот ги откупи, ги дигна и ги носеше во сите дни на древноста. Тој е нашиот Господ. Видовме и од минатите предавања дека и кога Исус пострадал на крстот, не дека бил заборавен. Да, тој така се чувствувал. Меѓутоа Господ бил тука и Бога го болело, и те како го болело за својот син.
но и се радувал истовремено, затоа што знаел дека така се обезбедува патот за спасение на мнозина, токму преку неговата жртва. Но не само што Господ сочувствува со нас и го боли, него тој поминува низ многу повеќе болки од самите нас, и тоа ќе видите каков вид на болки, што се Господа го боли највеќе. Затоа што најголема желба му е да не спаси, тогаш што највеќе го боли? Тоа, кога се одвојуваме, кога одиме во спротивен правец на спасението. Вели во Воспитување 263 страна, оние кои размислуваат за последиците од забрзувањето или попречувањето на Евангелието обично мислат на последиците што тоа ги остава врз нив или врз светот. Ретки се оние кои размислуваат како тоа се одразува врз Бога. Ретки се оние кои мислат на страдањата што гревот ги предизвикал на нашиот Создател. Целото небо страдало во Христовата предсмртна борба, но тоа страдање ниту почнало, ниту завршило со неговото појавување во човечки лик. Христос се уште страда. Господ се уште страда, го боли. Крстот на нашите затапени сетила им ја открива болката што гревот уште од самиот почеток му го нанесувал на Божјето срце. Секој оддалечување од праведноста, секој сурово дело, секој неуспех на човекот да го достигне божествениот идеал, му нанесува болка на Бога. Кога сме свесни дека Бог сочувствува со нас во секоја наша болка, и него често и повеќе го боли од нас, тогаш нашите погледи кон страдањата и кон болките ќе бидат сосема поинакви. И често на нив ќе гледаме како на благослов. И ќе сватиме зашто Господ ги дозволува. И како што видовме и од минатите предавања, преку тие страдања тој сака да не очисти. Тој начинот во таа Христова школа, како да дипломираме, едноставно да завршиме со добар успех, за да и тој помалку страда, а ние повеќе да го веселиме и радуваме. Неизбежно е некојаш да поминеме ние низ страдање во нашиот живот, се со цел за наше спасение, и Господ затоа некојаш дозволува одредени тешки моменти во нашите животи. И да не забораваме Римјаните 8:28, што вели: сите работи содействуваат за добро на оние кои што го љубат Бога. Не мора да значи дека сите работи се добри што не се случуваат, но сите работи содействуваат за наше добро. И полека, но сигурно, како што се ближи времето, ќе им дојде крај на страдањата. Тоа Господ ни го ветил, толку јасно и гласно, оние прекрасни стихови од Евангелието по Јован, 14 глава, од 1 до 3. Големо ветување. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувате и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. Исус не остави туку така. Знаете дека ни беше пратен утешител од Духот Свети со нас, но отиде да ни приготви место. И едва и чека да се заврши сето ова на земјата и да бидеме заедно со него. Третиот стих: кога ќе отидам и приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. А таму каде што е тој, нема страдања, нема болки. Исаја 65:17: зашто еве јас создавам нова небеса и нова земја, поранешните веќе не се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум. Ништо од овде нема да ви доаѓа на ум. 2 Петрово 3:13: а ние според неговото ветување очекуваме нови небеса и нова земја, како што ветил. Ево Исаја, во кој пребива правдата. Ако читаме во Матеј 24 глава, каде што живееме всушност во тие настани, какви бурни времења не очекуваат? Помори, глад, земјотрси, едно, друго, страдања од секаков вид. Но среде тие страдања, среде тие настани, во Лука 21:28, во тој контекст која зборува овде Лука, го вели следно Господ преку него. Лука 21:28 вели:
А кога ќе почне да се случува тоа, што да правиме? Исправете се и подигнете ги главите, зашто се приближи вашето избавување. Зато често пати велиме, треба да се радуваме што доаѓаат тие времења и такви настани. Ке имаме посебна привилегија, верувам сите ние овде, наша генерација, да поминеме ни сето тоа и да го дочекаме Христа живи. И Откровение 21.4, со кој стих ќе завршам, вели: Ки ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, ниту страдање ќе додам, зашто првото помина. Крај. Нема ни да ни дојде на ум. Но за да се најдеме таму, ете, Господ дозволува и одредени ситуации во нашиот живот, затоа што се уште не сме спремни за таму. Овие ветувања се прекрасни. Знам, за некој од нас може би долго трае. Еве, мене бавно ми минува животот. 20 и кусор години во адвентизмот, што за ми се чинат може би повеќе од 20 и кусор. Но како и да е, имате трпение, времето е при крај, Господ Исус уште малку да ги подготви домовите и ќе дојде по нас. Да веруваме дека тоа скоро ќе се случи и кога тој ќе дојде, ќе воскреснат и сите наши, верувам сите оние кои што починаат дека сум јас овде, не знам, не ги познавам претходно кои биле и што биле, и сите тие верувам дека се во групата на верните, дека ќе воскреснат во првото воскресение и сите заедно ќе се радуваме, сите заедно ќе одиме со Исуса таму горе, а подоцна после тие 1000 години и ќе населиме новата земја, каде што нема веќе да има ни страдања, ни болки, ни на ум нема да ни дојде ништо од тоа. Да бидеме верни, да истраиме до крај, затоа што тие ветувања ќе се исполнат, како што се друго што се исполнило, и тоа уште малку што останало ќе се исполни. Да му веруваме на Бога. Амин. Божи Господе, знаеме дека не љубиш сите од првиот до последниот овде, но и целиот народ, секој жив човек што живее на оваа планета, е предмет на Твојата љубов. И Ти, како ништо повеќе, сакаш сите да бидат спасени. И единствено нема да се спасат оние кои што нема да сакаат. И покрај тоа што Ти ги љубиш, и Ти сакаш, почитувајќи ја нивната слободна волја. Нема да направиш ништо повеќе од тоа, а што се направи, Господи, дали ни е јасно дека даде се, давајќи го својот син, да пострада, да помине еден таков живот на маки и страдања, да се нарече човек на болката, за да можеме ние да се утешуваме преку неговите страдања, но и преку страдањата на мнозина, а и оние страдања што ги дозволуваш во нашите животи, Господи, да бидат инспирација, да бидат поттик, да бидат охрабрување за мнозина други, да знаеме и да можеме како да допреме до нивните срца, да ги разбереме и да знаеме како да им помогнеме и какви зборови да им кажеме, за да им го улесниме патот. Те молиме, Господи, да во оваа нова седмица ни дадеш прилики и можности да можеме да допреме до нечие срце, односно Ти преку нас, да Твојата вистина може да разбуди некое срце, да сватат луѓето во кое време живеат и зошто настаните се случуваат така како што се случуваат. Не е ништо случайно, сето тоа е запишано, сето тоа е проречено и Ти ги водиш настаните во еден одреден ред како што Ти си замислил, иако изгледа дека се е безредие. Ти имаш се под своја контрола и тоа исто така треба да не храбри. Ако ги контролираш сите звезди, ако ги контролираш сите планети, целата Вселена, тогаш ти имаш контрола и над нашите ситни, бедни животи и знаеш зошто
одредени работи се случуваат, но ние треба да дознаеме и затоа и не водиш така како што не водиш. Кога би го знаеле крајот од почетокот, тогаш би било поинаку. Затоа Господи води не и во оваа нова седмица и понатаму во нашите животи, како што најдобро знаеш, а ние целосно да се предадеме секојаш да бидеме послушни на Твоја страна и да ја твориме Твојата волја. За се Ти благодариме, Господи, во Христово име.